Со низ за настани активности, богата и квалитетна програма ќе се реализира овогодинешната текстилијада во Штип. Во петок со откривање на скулптурата кај основното училиште Ванчо Прке и присуство на претседателката Гордана Силјановска-Давкова и официјално ќе биде отворена текстилијадата. Во програмата се планирани панел дискусии, гости од државата и странство и можност да се подигне свеста кога е во прашање текстилната индустрија. Ова ќе биде еден од најголемите текстилијади и по број на активности и по квалитетна програма, можам да кажам. Јас би се надоврзала само на форумите, односно на панел дискусиите кои што ќе се одржуваат. Тоа е во 10:30 во петок, каде што на наше големо задоволство претседателката Гордана Силјановска-Давкова ќе го отвори настанот. Ќе имаме гости од Шведска. За овогодинешната текстилијада беше распишан и литературен конкурс на тема човекови права, за кој пристигнале околу 30 творби. Во програмата е вметната и кратка аудиовизуелна театарска представа, а ќе биде откриена и скулптурата за шиени емоции. Традиционално, како и секоја година, е изработен и весникот Текстилец, посветен на вредните луѓе од текстилната и кожарска индустрија. Моите маргини од овогодинешната текстилијада ќе ги имаме и изложбата за на стрипот Супертекст гласна синдикалка. Тоа е продолжение на мината годишната супер работничка. Идејата е на уметничкиот директор на текстилијада Денис Ампев, а стрипот е изработен од страна на графичкиот дизајнер, односно уметникот Никола Костовски. Оваа година променето името во гласна синдикалка бидејќи оформивме и гласен синдикат и имаме за цел да им прикажеме на работниците дека им е потребна на некој начин хероика за нивна организација и нивно привлекување кон гласниот синдикат за да се изборат заедно за подобрување на правата на работниците и работничките во приватниот сектор. Активно годинава во Текстилијада 8 се вклучува и општина Штип. Во петок ќе се реализира и форум на градоначалници на кој ќе говорат градоначалници од регионот, од општини во кои главно е застапена текстилната индустрија. Однос на текстилијадата, би сакала да кажам дека општината ќе биде активно вклучена во текот на целиот настан. Затоа се поканети и гости од Европската асоциација на текстилни градови АКТЕ. Некои од нив веќе се пристигнати во нашиот град и заедно со гостите на гласен текстилец во петок ќе имаме можност да учествуваме заеднички во еден форум на градоначалници, на кој што форум ќе имаат обраќање неколку градоначалници од регионот или поточно градоначалникот на општина Штип, градоначалникот на општина Свети Николе и на општина Кочани. Преку настанот Текстилијада се отвора можност да се дознае како работат и функционираат европските градови, каде има развиена текстилна индустрија и кои се позитивните работи кои може да се научат од нив.